Со купувањето на копија, автоматски го поддржувате уништувањето на оригиналот. Најголемите копии се случуваат во областа на аксесуарите, во областа посебно на чантите. Тоа е наше секојдневие. Тоа е секојдневие на царинските службеници при секојдневните контроли. Колку сте подготвени да потрошите за брендирано парче облека? Верувајте, продажбата покажува оти овде се дава и по стотици евра за омилената облека со подпис. Во земјава не се штеди за дотерување. Но плиткиот джеб не е пријател на големите желби. Затоа цвета пазарот на копии. Битката е за градењето на сопствената слика и брзата заработка преку туѓ авторски труд. Каде е Македонија на црната мапа? Дали е крајна дестинација или само транзитна земја? За модата, криминалот, границите и брендовите. Гледајте, само прашај. Ако го погледнете домашниот пазар, тој воопшто не пати по светски модни потписи. Трендовски парчиња за вртоглави суми се нудат и низ домашната валута. Ги прашавме граѓаните дали веруваат оти купуваат оригинал облека. Висока мода, брендирани парчиња на дотерани минувачи на улица или само копија. Со порастот на трендовите за купување преку интернет, стана полесно производите со реплики да стигнат до глобалниот пазар. Ова сега е вистински профитабилен бизнис. Реплики се прават и во најголемите модни центри, но за кралство на производството на копии е големата Кина. Како резултат на производствените способности на Кина, рентабилната работна сила и глобалната побарувачка за луксузни стоки, таа стана центар за реплики. Различни луксузни брендови имаат леарници во Кина, што значи дека таму може да се најдат и копии на луксузни брендови. Луксузните брендови предпочитаат да избираат кинески фабрики за аутсорсинг на нивниот производствен процес. Тоа е затоа што се способни да произведуваат висококвалитетни производи во голем обем. Покрај тоа, кинеските фабрики имаат пристап до материјалите што се користат за производство на стоки на многу компании од луксузни брендови и оригиналните специфики за дизајн, што им го олеснува реплицирањето на брендирани луксузни предмети. Друга причина зошто Кина има богат синџир на снабдување со копии е ниската цена на работната сила, што ја прави најдобра локација за производство на стоки по пониска цена. Од тука, кинеските фабрики нудат реплики со само мал дел од производната цена на оригиналното парче. Ова ги прави прифатлива алтернатива за корисниците кои не можат да си го дозволат оригиналниот надпис. И на крај, клиентите кои сакаат да поседуваат луксузни предмети без да ги платат високите цени на оригиналните луксузни стоки, се почесто купуваат копии од кинеските веб локации, што резултира со профитабилен бизнис. Некои од нив се толку веродостојни на оригиналот што речиси е невозможно да се препознаат. Па така за цена како за оригинал, копиите стигнуваат на секоја страна од светот. А Македонија не е исклучок. Но колку е остро окото на македонскиот купувач? Знае ли да препознае оригинал кога веќе плаќа дебело? Порано имаше, сега не знам. Сега не знам дали има оригинал сега. Порано имаше оригинал, а сега во ситуацијава не знам како е. Зошто се сомневате сега дали има? Како? Зошто се сомневате? Порано имало, а сега зошто се сомневате? Па сега ради ситуацијава како е, што беше гледаме како иде сега, значи се иде на превара нешто да се нема, тоа е више. А цените? Тоа е оригинално. Цените може некои цени така и така да бидат некаде солидни ценички, ама во однос на поранешното цените се сега поевтини, ама квалитетот не е тој. Не сум сигурна, мислам може да има, ама не знам колку е баш оригинална, баш кај нас. Не знам пошто се препознава, меѓутоа знам од други луѓе што живеат во странство дека квалитетот е поразличен кај нас. Па на некои места може би има, ама мислам дека грото е фалсификат. Зошто така мислите? Зошто е тој сомнеш? Не знам, одавна е тоа, поради трговци што сакат поише да заработат. И дека шверцуваат доста. Пошто се познава оригинал од фейк? Па валда после некое време квалитетот ќе го видиш дека не е тоа.
Па не препознавам по продавницата, пошто ќе влагаш во продавницата. Би требало да е оригинална. Се сомневате ли во тоа дали е оригинал или е копија? Да, Зошто? па Македонија е. А цените какви се? Па прилично скапи, 10.000 има, зависимо од 6 па нагоре, според мене. Има и ефтина, ама не баш нешто не се ефтина. Кога одите во други земји, да речеме, дали забележувате разлика во квалитетот? Да, Истите брендови? да. Што забележувате? Подобро се шиени. Материјалот е подобар. Желбата да се носи марка е поголема од сомнежот дали парчето е оригинал. Напредокот на технологијата ќе бара постојано острење на окото за препознавање на реплики. Но што представува всушност оригиналот? Како одредено парче станува оригинал? Во модниот дизајн, креирањето на бренд значи создавање и креирање на животен стил. Таа облека одговара и спојува одреден круг на луѓе. Познавачите велат дека производот не се носи само за да се биде виден, туку бидејќи соодветствува со вашето секојдневие. Секој бренд, секој дизајнер има свој идентитет, има своја приказна, има своји следбеници на кои им се обраќа. Бидејќи работам како дизајнер со своја собствена марка, оригинал значи да го издизајнирате, значи да направите концепт за одреден изглед, да направите истражување, да направите дизајн, цртеж, цртежот да се реализира низ технолошки процес, во зависност од тоа какви процеси има и што треба да се употреби, и да го пласирате на пазарот како свој производ. Меѓутоа, на крај ставате своја собствена етикета, која што треба, за да ја извадите таа етикета, треба да сте заштитени, треба да имате фирма и треба да, со решение дека имате фирма, може да направите собствена етикета. Кога ќе одите во фабрика кај што се прават етикети, мора да поднесете документ со кој што тоа ви е дозволено. Многу често се случува да се појават производи со лажна етикета, значи некој ги копира, дури етикетата може да се ископира, да го ископира дизајнот. Она што преска разговаравме, има одреден процент како дизајнот се третира како оригинален, за да заштитите одреден производ. Вариациите на тој производ се заштитуваат како вариации, меѓутоа секоја вариација треба да има минимум 20% различности, така да еден фустан ако го направиме во одреден дизајн, јас можам да направам со сличен дизајн, истата форма со сличен дизајн, со различни апликации или промена на одредени моменти во однос на како е направен фустанот, и можам да го регистрирам како вариација на тема дизајн број 1, да речеме. Сето тоа спаѓа во оригинален производ на оној што го дизајнира. Она што е важно е дека тоа никој не може понатаму да го репродуцира ако не добие моја дозвола, лиценца, или може да го репродуцира ако го измени во одреден процент, 20 до 30% од прилика, мора да го измени дизајнот, мора да го смени материјалот, мора да направи драстична промена на дизајнот, за да не можеш да го тужиш дека ти го превзел дизајнот. Оригинал значи некој вложил премногу време, премногу знаење и премногу од своите емоции за да направи одреден производ. Има подпис и датум од мене. Значи, во фабрика кога го однесам, мора да го почитуваат ово. Ако го видам истиот шаблон на друг производ, тоа ще еди тужба. Значи, мора да работат по ова. Затоа што овде се задржани сите авторски права, се знае точно од кого е ова и за кого е направен. Брендираните производи се најчесто скапи и не секој може да си ги дозволи. А кога на пазарот ќе се појави копија која е значително поевтина, многумина решаваат да ја купат неа
дури и без да се свесни дека не станува збор за оригинал. Копиите не се толку квалитетни и побрзо се уништуваат, а некои може да бидат дури и опасни ако се произведени несоодветно. Во модниот свет, копирањето значи шунт појава кај оние што не го познаваат модниот дизајн во вистинска смисла и сакаат за себе да прикажат лажна слика, дека живеат одреден животен стил кој во суштина е далеку од нив. Сега вие на пазарот ќе најдете исти таков производ на некој што го ископирал, го купил тој производ или само го прецртал, нашол слични материјали, некогаш дури се копираат истите материјали, можеби нема да биде со истиот квалитет, меѓутоа визуелно ќе изгледа исто. Така цената паѓа многу долу, луѓето се среќни заради тоа што имаат нешто што наликува на некој може, некој не може да се дозволи да е модерен. Во суштина, секој може да си дозволи да е модерен, меѓутоа треба да знае колку му се можностите и дали сака да биде модерен со високо таргетирани брендови. Значи нема буџет за големите брендови, меѓутоа има буџет за да си дозволи копија на одреден бренд. Со купувањето на копија автоматски го поддржувате уништувањето на оригиналот. Бидејќи сето тоа ноу-хау што е вложено и емотивно и интелектуално во оригиналот се поништува во моментот кога некој ќе направи копија, бидејќи е поевтина копијата, репродукцијата на тој модел станува се поголема и поголема, затоа што не чини толку пари, автоматски го преплавувате пазарот и станува прашање, тогаш вистинското прашање доаѓа тоа, зошто да купам оригинал, кога копијата е соодветна на оригиналот, никој нема мене да застане и да ми побара, чека етикетава да видам дали ти е било која марка, исто изгледа. Дури некогаш се случува луѓето од незнаење, дури хаштази да ставаат од кога купуваат копии, хаштази ставаат од оригиналните марки и не се свесни дека го убивате целиот процес кога купувате копија, го убивате целиот процес на креативност, целиот процес на знаење и го поништувате трудот на некој што вложил премногу енергија и време и пари за да направи производ кој што ќе е уникатен на пазарот. Се има случајно да се копираат мои дизајни, што ги виделе во весници, пошто порано имаше весници. Има магазини кај што излегуваа насловни страни, едиторијали. Се случувало да се ископира нешто мое и да ми се јави тој што го ископирал, со цел веројатно мене да ме импонира дека некој ме копира, дека ето, значи ти си нешто, па некој те копира, да ми кажат, знаеш, изменив бојата, ја сменив малце и се надевам дека не ми се лутиш. Видите, кога едно парче во прашање не вреди да се било каков процес да се започне. Баш кај јас немам таква продукција да ми ја оштети продажбата, меѓутоа е невкусно кога луѓето барем да ми се јавила претходно да ме праша. Ако некогаш било добро чувана тајна, широкиот пазар на копии ги натера големите куќи да ја променат стратегијата. За да се доближат до своите следбеници, тие прават посебни видеа преку кои го прикажуваат начинот на работа и посебните детали, спецификите и класиците за брендот, а сето тоа е достапно преку интернет. Оние што се љубители на одреден бренд или љубители на одредена естетика во театарот, односно во културата или било каде, тие точно може да го препознаат, ние сите имаме наш ракопис, наш јазик и точно ги не следат нашите, ајде да речеме, следбеници, односно оние што се обожуватели, да речем, не следат во нашата работа и го знаат нашиот развој и точно знаат што правиме и какви материјали можеме да искористиме, па дури некогаш и да направиме еден одскок и да направиме некаков експеримент, меѓутоа тој експеримент е некако последователен на она што претходно се случувало во однос на изборот на материјал, квалитетот, начинот на изработката и така натака. Да. Тука подразбира секако дека подразбира, јас не сакам, меѓутоа тука подразбира веќе подетални информации, нели, за штепот, работ,
конецот, комбинацијата на боите и така натака. Дури оние кои што веќе не се познавачи, верувате, веќе самите брендови спроведуваат стратегија да ги објавуваат, па ако порано го криеле, ги криеле тајните како се изработува, веќе го објавуваат за самиот аудиториум, поширок аудиториум, да осознае како е изведено, како е создадено, да речеме, како е создаден еден производ. Тука се гледа напорот, трудот, вештината и сите оние, сето она знаење, savoir-faire или know-how, што и французите и англичаните го нарекуваат, што е вложено, времето, трудот и минуциозноста, рацете. Имате луѓе кои што работат години се специализираат на одреден штеп. Да. Не зборам на одредена чанта. На одреден штеп, на одредено место каде тоа се става и зашто се става. Затоа и нарачката на најголемите копии се случуваат во областа на аксесуарите, во областа посебно на чантите, ајде да речеме чевлите, марамите и така натаму. Меѓутоа посебно чантите се на удар бидејќи еден од најпосакуваните производи, нели? Тој е највидливиот производ што дамите го носат на себе. Но Македонија не е изумот на копирањето брендови. Сепак црниот пазар покажува дека шемата и овде е од домакината и добро разработена. Од Царинската управа велат дека еден од главните приоритети е унапредување на институционалниот и административниот капацитет за ефикасна и ефективна борба против фалсификатите и пиратеријата. Ваквата потреба е нужна. Оти бројките покажуваат дека лани од вкупно 75 заплени, дури 54 биле со потврден фалсификат. На пазарот требало да завршат 83.024 парчиња копии на брендирана облека. А колку повеќе акции, толку повеќе заплена. Годината пред неа, во 2023, од 56 заплени, 12 биле со потврден фалсификат. Запленети 1852 парчиња облека, обувки и играчки со потпис на заштитени трговски марки. При тоа се откриени 6 дела на повреда на право на интелектуална собственост. Царински службеници на влез во државата на граничен премин Дојран открија 3 дела на повреда на право на интелектуална собственост, при што се запленети 789 парчиња облека. Мобилен тим заплени 770 парчиња тренерки со потпис на познат бренд поради сомневање за повреда на право од интелектуална собственост. Случајот е откриен на Царинска испостава Скопје 4 при преглед на стока за увозно царинење. Царинските службеници и мобилен тим на граничен премин Дојран и на граничен премин Богородица во 3 случаи спречија и шверц на близу 300 парчиња облека. Тоа е наше секојдневие. Тоа е секојдневие на царинските службеници при секојдневните контроли, посебно на граничните премини, на внатрешните испостави од страна на царинските службеници, но и на нашите царински службеници кои што се во секторот за контрола истраги и мобилните оперативни тимови, имаат можност, дури во внатрешноста на државата, не само на гранични премини и во внатрешните царински испостави, да селектираат одредено возило и стоката да ја прегледат, стоката што ја носи во самото возило, од аспект дали тоа е фейк, како што велите вие, значи дали е оригинал или не е оригинал. Контролата се врши, царинскиот службеник треба да биде соодветно обучен за тоа и реално кажано имаме добар капацитет по основ на ова прашање, откако ќе царинскиот службеник смета и има основано сомнение дека стоката дека е брендирана, без разлика дали зборуваме за текстил, дали зборуваме за парфеми или друга стока која што може да ја оквалификува како неоригинал, односно фейк стока, има можност да направи записник за привремено одземање на стоката. Ја одземаме привремено, ја сместуваме во царински магазин, се обраќаме до секторот за нетарифни мерки, правиме слики од истото, пополнуваме соодветни образци, правиме соодветен записник, заедно со сликите ги предаваме во секторот за нетарифни мерки. Конкретна процедура за препознавање не постои, реално кажано. Меѓутоа, ние како царински службеници имаме обуки и интерни обуки, меѓутоа сум бил сведок и сум присуствувал на обуки во минатото каде што истите ги држеле обучувачи од странски
царински служби, кои што се навистина напредни по основ на ова прашање и со конкретни примери ни држале обуки како ние за соодветен производ да познаеме дали тоа е фейк или е навистина оригинал производ. Од царина уверуваат дека комбинираните акции со државниот пазарен инспекторат покажуваат резултати. Но дали ваквата стока е наменета за нашиот пазар или Македонија е само попатна земја низ која треба да поминат копиите на брендирана роба? Во најголем дел крајна дестинација била Република Македонија. Па може слободно да се каже дека од Турција, Кина, Косово исто така. Значи, тоа е. Меѓутоа, толку во последниот период толку ги засиливме контролите по овие основи, што навистина почнуваат не само да не избегнуваат како Република Македонија, како држава, овие што сакаат да криумчарат ваква роба или да пренесат стока во внатрешноста на Република Македонија, дури и да транзитираат само низ Република Македонија, веќе почнуваат да избегуваат Република Македонија. А се поголем е нивниот, како да го објаснам, нивниот начин на да пробаат да внесат ваква стока по црните премини, по зелените премини, не на граничните премини. Затоа што тука видоа дека е засилена контролата. Така да сега ние со полициските служби имаме навистина добра комуникација по овој основ и можам слободно да ви кажам дека и зелените појаси кои што се во надлежност на полицијата веќе почнуваме да ги затвораме и да ги контролираме по овој основ. Појавите на фалсификувана брендирана облека не се само удар врз модната индустрија. Тие покажуваат сериозни системски недоследности и хранење на недоверба во домашните институции, што е исклучително опасно. Едно е како влегуваат. Меѓутоа, друг момент е како се продаваат. Феноменот дека вие сега да отидеме било каде на неколку места во Скопје, јас веднаш ќе кажам, ќе прочитам и тоа си се прода официјално на регистрирана тезга на пазарот. Значи тезгата си е тука. Сега, како тоа проаѓа, мене не ми е јасно. Како тоа континуирано, секојдневно, ние го гледаме и никој тоа не го контролира. Она што можеби царина не може секогаш да го исконтролира, бидејќи не е можно секогаш вие по приватни канали кога влегувате во вакви супер дизајнирани автомобили и автобуси. Меѓутоа, инспекторите кои што се на терен, пазарните инспектори, тие треба веројатно да преземат малку поголеми чекори, да видат што се продава по продавниците. Или на пазарите. На пазари, на шутка што се продава во малите продавници низ внатрешноста во Македонија. Освен што се доведува во прашање и безбедноста на производите, тие силно упатуваат на општествени аномалии. Непрепознавањето на оригиналот копија не е толку голем греф, но многу посериозна е бројката на луѓе кои сакаат за себе да остават лажна слика, при тоа убедувајќи се и себе си дека носат подпишано парче гардероба. Основниот проблем лежи колку човековиот мозок е алчен. Колку човековиот мозок, колку знаете на сабајле да станете, да се видите во огледало и да знаете кој сте, што сте и што сакате во животот. Во високите кругови, интелектуални кругови, јас си кажам за интелектуални кругови, луѓе на најголеми умови, научници, тие не се бават со овие прашања. Тие се бават со прашањата на едноставноста, скромноста и на самореализираноста во животот. Ме разбирате? Што ќе му дадат на општеството корисно? Облеката во суштина, основната функција на облеката е покривна и заштитна. Да не си гол. Значи, јас тоа го предавам по теорија на моден дизајн. Ова е се резултат на конзумеризмот, на изместените вредности во општеството, на брзо заработените пари и на луѓето кои што тоа што посебно во нашето општо се случува, она што треба да биде вреднувано, а го имаме во последно време многу се случува да биде вреднувано,
со она што не вреди во општеството, тоа што не треба да го протежираме. Денеска кај нас имаме интелектуален фейк. Тоа го имаме во високообразовните институции. Не знам како да ви објаснам. Го имаме не само во високообразовните институции, го имаме во институциите на културата, во сите институции наши што се административни и државни. Ние имаме интелектуален фейк, што уште пострашен од модниот фейк. Да го подобриме општеството и да бидеме општествено одговорни. Како може да се води таа кампања, да се едуцираат младите луѓе и народот дека нема потреба да патиме за нешто не ни е недостижно, за нешто што немаме ни потреба во животот. Ме разбирате што сакам да кажам, дека облеката не чини нас како луѓе само тогаш е валидна кај нас, само тогаш кога го сликува нашиот карактер, нашиот живот, нашиот стил и нашата приказна. Велат во големите модни центри како Милано или Париз, многу лесно ќе забележите некој што нема стил, бидејќи облечен како од излог во брендирана облека. Стереотипите велат дека тие се обично или од југоисточна Европа или од Русија. Но она што со сигурност се знае е дека непочитувањето на авторството и интелектуалната сопственост, ширењето копии и итрата кражба на луѓе желни за дизајнерски парчиња преку продавање на копии е одраз на слаба едукација и лоша системска контрола. Ви благодариме што бевте со нас.